Добро вечер, драги гледачи. Јас сум Дардан Венецки, а вие следите емисијата Македонија мајка на светот. Тема на вечерашната емисија е Во име на вистината. Тоа е генералниот наслов под кој што ќе направиме еден мини серијал со мојот вечерашен гостин, а под темата за која што вечерва ќе зборуваме е изворот на европската цивилизација. Мој гостин вечерва е доктор Петар Поповски, доктор по историски науки, долгогодишен новинар и голем истражувач на древното македонско минато. Добро вечер и добро дедовте. Добро вечер на вас и на вашите гледачи. Морам еден мал вовед да дадам за се ова што ние планираме со господинот Поповски да го изработиме во ова, но и во наредните емисии. Во тека постапка за измена на уставот на Република Македонија со кој треба да се имплементира погубниот Преспански договор. Од нас се бара да се откажеме од името, идентитетот, од историското и културното наследство, од трговските марки, да се откажеме од сопствениот суверенитет, да дозволиме други да ни пишуваат историја и други да ни пишуваат учебници. Сето ова се чини спротивно на волјата на македонскиот народ изразена на референдумот од 30 септември. И тоа со брутално кршење на домашното и меѓународното право и со брутални уцени, закани и притисоци од типот прво име, па дури потоа Европска унија и НАТО. Често пати зачинето и со безбедносни закани по обстанокот на земјата. Носител на овој геноциден проект е Вавилонската блудница со седиште во Брисел, а извршители се нашите соседи, но тука се вклучени и нашите домашни измеќари. Тие се машата за да мокниците од Западот не се ги извалкаат или изгорат рацете. Имплементацијата на Преспанскиот договор ќе значи крај за македонската држава и народ. Не веднаш, но според она што е напишано во тој Преспански договор, во договорот за добрососедство со Бугарија и законот за јазици, тоа ќе биде умирање на рати. Мислам секако на идентитетската смрт, која е постражна од физичката, затоа што носи повеќе болка и подолготрајно. Затоа крајно време е македонскиот народ и пратениците пред се да се освестат и да направат се што е во нивната моќ да се спречи овој геноциден проект. Од наивните политичари и неуки политичари се разбира, тоа не можам да го очекувам. Има бројни прашања на кои македонскиот народ, но и светот очекува одговор. Како, например, зошто Брисел така жестоко се обидува да збрише Македонија и македонците? Што им пречи оваа земја кого никого не загрозува? Очигледно се работи за нешто многу значајно, нешто многу длабоко, за да Европската унија се изложена на еден голем срам пред европската научна и политичка јавност со бруталното газење по меѓународното право и со овој геноциден проект. Со мојот вечерашен гостин ќе се обидеме да дадеме одговор на овие дилеми. Тоа ќе сториме во името на вистината. Тоа ќе биде насловот на оваа мини серија. Во повеќе тематски емисии, како што каде е изворот на европската цивилизација, кои се западните европјани, кои се нашите соседи, кои сме ние, словени или дојденци, кој краде историја. Една посебна емисија ќе имаме за црквата и корените на христијанството и односот на домашната наука кон древното македонско минато. Одговорот на овие прашања ќе даде и одговор зошто Европа така брутално се однесува кон Македонија и македонците. За тоа имаме компетентна личност. Тоа е господинот Петар Поповски, доктор по историски науки, автор на бројни дела. По моја слободна проценка, преку 20.000 страници историски материјал, но не
собиран академски препишуван од германско-нордиската школа за некои петпарачки интереси, туку резултат на неговите долготрајни истражувања по македонските, југословенските и европските архиви. Тој има прешетено пола Европа, собирајќи документи за овие монументални дела. Јас овде донесов само еден дел. Тоа е Ѓорѓија Кастриот, погледајте ги, монументални дела, крваво досие во 2 тома од негде 1500 страници. Тука е античка Хелада, академска фикција и тоа монументално дело. Тука се книгата за мијаците, потомци на античките македонци и прастари жители на Матија. Исто така монументално дело. Најновата книга Македонија нулка на европската цивилизација и култура. И тоа монументално дело, сите книги од 700-800 страни па накоре. Украдена историја во 2 тома. И тоа брилјантно дело. И еве тука е македонската средновековна цркавна дипломатија во 2 тома. Монументално дело. Исто така. Македонските корени со неверојатно голем број на податоци за нашето историско минато. Некој од Институтот за национална историја и од Македонската академија треба да се застреми, особено од Министерството за култура, затоа што ниедна од овие книги и многу од оние кои што е овде ги немаме во студиото, толку можев да донесам, ниедна не е откупена, ја нема во ниедна библиотека да се оние за да се запознаат граѓаните, учениците, студентите. Затоа и ние се уште и во 21. век не знаеме кои сме, што сме и од каде сме. И водиме расправи за тоа, меѓусобно сме во караница. Вечерва, во првата емисија, ќе зборуваме за корените на европската цивилизација. Тоа ќе биде прва емисија во овој мини серијал, да видиме каде е извориштето, зачетоците на живењето, зачетоците на државотворењето, на првите организирани населби, на првите човекови остатоци. Господине Поповски, повелете. Благодарам. Јас прво би се обратил на вашите први зборови на почетокот од вашето излагање и би кажал дека стремежот на западниот свет за да се обезличи името Македонија и македонскиот народ, или поодредено кажано да се разнебити македонската држава и македонската нација, не е од вчера, туку од многу столетија наназад. Тоа го правеше западната наука и западните цивилизации на кои им пречеше историјата на Македонија и македонскиот народ. Причините за една таква ориентација во нивната надворешна политика кон Македонија беше последица на една теорија за тоа дека животот на европските народи воопшто, на европскиот континент, на белата ариевска раса потекнува од македонскиот полуостров. Тоа ги врка сметките на западната наука и историографија и тие мора да преземат нешто за да се спречат тие идеи кои се ширеа по светот за вистината за Македонија. Всушност, целта беше да се западниот свет ослободи
од научно-историската зависност на Македонија. За да не се свати дека тие потекнуваат од Македонија, туку да се представа себе си како самородни нации, кои немаат никаква врска со другите ентитети во светот. Последниве 2 години ние имавме можност преку пишаните и електронските медиуми да ги чуеме мислењата на многу наши политичари за нивните ставови, погледи во врска со ситуацијата што денеска имаме во Македонија. И акцентот на сите тие говорници, кои ние ги гледаме веќе секоја 3-та или 4-та вечер истите личности, целта нивна беше да прикажат дека главниот виновник за сета оваа ситуација што се случува денес во Македонија и донесувањето на оној така наречен Преспански договор, вината се фрла на Грција и на грчкиот народ. Во голема заблуда се сите тие господа политичари, бидејќи Грција представува само маша на западниот свет, кој што сака да разнебити Македонија и македонската нација. Всушност, тоа го потврди и еден пратеник на Сириза, веројатно вашите гледачи ќе се потсетат. Тој се работи за пратеникот на Сириза, кој што на грчкиот парламент настапи на македонски јазик. Пред некој ден истата таа личност се појави на едно грчко радио, во кое што им стави голема забелешка на грчките власти за тоа што ги прифаќаат сугестиите, антимакедонските сугестии и антимакедонските притисоци и ги спроведуваат врз Македонија, нарекувајќи ја Македонија како северен сосед кој ништо не придонесол за создавање на непријателство меѓу двете соседни земји. Факт што зборува дека западниот свет е креатор на целата ова антимакедонска политика што се води, но дека Грција е само извршител. Господата кои се јавува на нашите медиуми често пати говореа за тоа дека чадорот е, често пати се споменува чадорот, меѓутоа не се споменуваат и називите на тие членовите на чадорот. Туку само чадорот, веројатно дали од некои обзири други политички или лични, не е важно, меѓутоа за нив велат господата наши политичари дека се традиционални партнери и големи пријатели на Македонија. Ако всушност се тие вистински пријатели на Република Македонија, тогаш можеа, ако Грција е виновникот за се тоа што се случува, можеше да се спречи една втора година, зашто на секои 2 години летаат над нашата територија карго авиони полни со стотици милиарди евра за санирање на грчката економија, да речат стоп, да и подобрите односите со Македонија. Тогаш ние ќе знаеме дека чадорот е наш вистински пријател. Меѓутоа тоа не се случува. За чадорот би сакал јас да, бидејќи во најголем број случаи се држи во анонимност, кој е тој чадорот, некои така со скромност, некои од срамежливост тоа го кажуваат, меѓутоа тука се 4 главни фактори. Тоа е Германија, Англија, Франција и Соединетите Американски држави. А рачката од чадорот ја држи Германија. Зашто? Зарад тоа што Германија е креатор на целата антимакедонска политика. Значи, се работи за германски раководни структури
од 17. век до денешен ден. Значи, до ова наше време, во континуитет, тие развиваат антимакедонизам. Германско-нордиската школа, предпоставам, затоа мислите? Тие, германците, своите проекти прво ги пласираат во Вашингтон, а Вашингтон ги пласира тајно во Грција. И Грција служи само маша за извршување на тие нивни желби и потреби. Значи, тоа треба да го знаат нашите политичари и да не зборуваат глупости да го лажат народот. Веќе може да се каже дека во изминатиот период, значи пред околу 70 години, европската наука се занимаваше со многу хипотези за тоа како е настанал животот на нашата планета. Се измислуваа севозможни теории. Една од тие теории беше дека животот почнал од скандинавските земји, друга дека започнал од западна, односно од Јужна Африка, една дека од арапскиот архипелаг во Азија и од далечниот исток. Додека најстара од сите тие хипотези е дека животот на нашата планета е создаден на Македонскиот полуостров. Тие теории денес се напишани во стотици милиони томови книги по Европа и се шират во светот, сам содржани исклучиво врз основа на лага, на измислица и на фалсификат. Значи, нема ништо објективно, научно докажано и научно третирано. Значи, тоа се обични приказни за човековиот род. Германците измислија и посебна теорија дека, односно хипотеза, како што тие нарекуваат, дека германците водат потекло од Западна Индија. Пред 70 години, уште пред 70 години, покрај сите овие хипотези што владеа во научниот свет, во Европа и во останатите континенти од нашата планета, веќе 70 години западниот свет живее во шок и во неизвестност, бидејќи науката отиде многу напред и ги поништи речиси сите теории, освен првата теорија за тоа дека животот на нашиот континент е започнал на Македонскиот полуостров. Единствено таа хипотеза остана читава. Се друго падна во вода. Значи, благодареки на најновите научни истражувања од светски размери, во, например, геологијата, археологијата, антропологијата, генеалогијата, лингвистиката и сите други историски дисциплини. Значи, имаме невероватен успех, напредок, така што со откриените артефакти, со откриените предмети за животот на нашите далечни предци на сите простори на нашата планета, веќе ги фрлија во вода сите досегашни хипотези. Според тие нови научни истражувања и резултатите од нив, општо е познато дека животот на нашата планета, кој се претпоставуваше во различни варијанти, сега се докажува дека започнал на самиот екваторски појас на земјината топка. Северно и јужно од екваторот, според геолошките истражувања, значи биле дебели ледници со многу студена температура. Што значи дека на тие простори не постоел живот. Или поодредено да го кажам,
дека северно од долното течение на реката Дунав кон северна Европа, односно кон централна и источна, североисточна и северозападна Европа не постоел живот. Значи тоа биле ледници, како што биле ледници во Јужна Африка и Јужна Австралија. Јужна Африка, јужно од, например, Чад, од Етиопија и од денешната позната држава Мали, која го носи името Мали. Јужно од тој дел биле исто така ледници во кои што немало човечки животи. Значи, сака да кажете дека оваа географска широчина на која се наоѓа Македонија е има најполни на таа географска широчина всушност е роден човековиот род. Сега, главни докази за тоа, главни и несоборливи докази се антрополошките резултати. Например, на Македонскиот полуостров е најден најстариот скелет во светот. 600.000 години пред новата ера. А животот, значи, се јавил на Македонскиот полуостров, не на Апенинскиот и Пиренејскиот. Значи, на Македонскиот полуостров. Во Азија животот се јавил во Централна Индија. Таму скелетот е датиран 380.000 години пред новата ера. Во Африка исто така, во Судан, во Етиопија имаме скелети кои се исто така 320.000 години пред новата ера. Што значи дека на тие простори од екваторот се е родила првата цивилизација. Природата била толку, можам да кажам вака, сензибилна, што, например, на секој континент создала посебна раса. Например, на европскиот континент создала бела раса, која е наречена пелазги, по древниот македонски збор пела, што значи бело. Бела ариевска раса. На азискиот континент имаме темно-жолта раса во разни нијанси. Се јавува таа раса. И тука имаме, според она што е веќе научно потврдено, дека на тој простор имаме, значи, такви ликови кои што многу се разликуваат од сите други континенти по својот личен изглед. Како потврда на тој факт дека на овие простори навистина настанал животот на човековиот род, говори и податокот дека северно, например, северно и јужно од екваторот, например, во денешна централна, северозападна и североисточна Европа, нема постар скелет на човек од 40 милениуми, од 40.000 години. Значи се работи за разлика од 560.000 години. Значи таа разлика стои како постепено почнал да се повлекува ледот, така и тие простори биле населени. Освојувани. Друг многу важен, значи, аргумент со кој современата наука го докажува, ја докажува оваа хипотеза, се артефактите. Артефактите кои што се најдени на македонските етнички простори, кои се најдени на азиските и на африканските простори. Например, тие се датирани, најстариот артефакт е најден во Индонезија. На артефактот тоа е на една школка која живеела на сладки води и на незината коска стојат зборовите Ил
З-та Македонија. Значи, зборуваме за Индонезија. Замислете каде е Индонезија. Датирањето кога е? Датирањето е 500 милениуми пред новата ера. Значи 500.000 години. Во Македонија, која е стално ограбувана од страна на западниот свет од артефакти, за сега имаме 300.000 или 300 милениуми артефакти кои што зборуваат, кои се напишани на древен македонски јазик и писмо. Значи зборуваме за древномакедонски јазик и писмо. Значи името Македонија отишло во Индонезија 500.000 години пред новата ера. Замислите. Такви, например, артефакти ќе имаме и ние во Македонија, се разбира, кој ќе биде повеќе развиено, ќе биде развиена повеќе археологијата, бидејќи многу археолошки локалитети се уште не се чепнати. Значи, многу се окупирани. Да. Значи, тие културни слоеви се уште мируваат. Ние ќе видиме во иднина што се ќе ни дадат тие. Кој знае какви се други теории ќе паднат во вода. Тука е сега да кажеме каква е староста, например, на артефактите. Например, во Африка имаме 75.000 години пред новата ера. Е сега во Европа артефакти со древно македонско писмо. Значи, со древно македонски јазик и писмо се е најдено во северна Франција, на тоа писмо стојат зборови. Во Мазде Азил, мислите? На границата со Шпанија? Башка е тоа е од поново време. Да. Стојат зборови кои ги имаме ние денес во современиот македонски јазик. Староста е, или датирани се 25 милениуми пред новата ера. 25.000 во однос на 500.000 или 300.000 во Македонија. Значи, зборуваме ние како македонскиот елемент се населувал на тие простори и остава своји пишани траги. Вие ќе бидете изненадени кога ќе прочитате тие артефакти. Тоа се се од западни извори. Тоа не е од македонци, тоа е многу важно. Токму и тоа се не од кажа. македонци, туку од археолози, научни работници од Западна Европа. Оние денес кои не негираат. Ја негираат македонската држава и македонската нација. Замислете, каков парадокс. Тие се свесни за таа ситуација и затоа живеат сега 70 години во шок. Не знаат што да прават, не знаат како да се извлечат од таа ситуација, заради тоа што столетија наназад го лажеле светот. Сета таа литература што е, историографија напишана во западните тие што се нивни научни институции, треба да се фрлат на отпад и да се запалат и да се почне да се пишува нова историја. Тоа е целта. Инаку, значи пак ќе продолжиме ние да го лажеме светот. Ова значи нема бегање. Ние имаме два аргумента за сега, најважни, кои ги демантираат сите досегашни теории за тоа дека на тие простори всушност кои тие ги прават како заправо ги промовираат како своји хипотези дека животот почнал на други простори, а не во Македонија. И целта е токму тоа. Значи Западот сега со ова што го прави со Македонија, да се ослободи од таа научно-историска зависност од Македонија. Значи, да си ги покрие своите лаги. За да може да се покрие своите лаги. Зато ли сакаа да не нема? Значи, за ова може многу да се зборува и многу работи да се кажат. Јас би сакал да кажем на неколку конкретни работи, кои што намислина денеска ги збунува и самите германци. Тие се, значи, каде што се кројат тие проекти антимакедонски и каде што нашите политичари одат секој месец на батни рака. И тука имаме ние, значи, се работи за раководни структури на Германија кои биле антимакедонски настроени, но не и германскиот народ. Германскиот народ секогаш имал симпатии кон македонците.
Тоа барем го докажуваат нивните научни работници, кои историјата ја прикажуваат во нејзина реална основа, а не со лаги и фалсификати. Значи, јас ќе спомнам за Германија два примера. Например, германскиот крал Теодорик, таму далечно да го земеме 5-6 век. 5 век. И тоа точно, мораме да кажеме годината, 482 година. Сега сме 2000, нели? И 18. Значи, 482 година напишал Теодорик. А Теодорик беше крал на Германија и на остатоците од Римската империја, ама западниот дел. Зашто во тоа време веќе постоеше средновековно Македонско царство, кое тенденциозно 104 години после неговото згаснување го нарекоа тенденциозно Византија. Значи, во исто време постоеше Македонско царство. Средновековно Македонско царство. Тој Теодорик напиша, вели вака, вика, моите родители имаат македонско потекло. И мојот народ со кој владеам има македонско потекло. И јас сум крал на Македонија. И јас сум крал на Македонија и на римјаните и на германите. Значи, факт од кој нема бегање. 3 столетија подоцна, еден шпански историчар, Ибраин Ибн Јакуб, кој имал еврејско потекло, отишол кај германскиот крал Отон I, за да нешто се запознае со неговата династија, зашто тој пишува хроника и сакал да внесе за династијата на Отон I. И вели, ние разговаравме, сега тој го пишува. Раскажува, да. Ние вели разговараме со кралов за таа работа и во меѓувреме вика влезе еден од неговите соработници и рече, господару, дојде ни се 20 браќа од далечни земји. Тие се пратеници во нивната влада, во таа далечна земја. И тие, вика, сака да се видат со вас, вика, бидејќи се брзаат да одат до својата дестинација до вечер. Нека влезат, рекол кралот. И сега Ибраим, историчарот, го замолил кралот да не дозволи да излезе од просторијата за да можат тие да се зборуваат слободно. Меѓутоа, кралот бил категоричен. Рекол, остани ти тука, слушај разговорот. Може би ќе ти користи, му рекол тој. Да. И навистина му користил. И сега вика вака. Вели, јас сега го следам разговорот меѓу овие што се браќава од многу далечни земји, дојдени, испратени од некој друг крал, бољари тоа се пратеници нивни. Добро. И тие, вика, си разговара со кралов германски, вика, на словенски јазик. И си се разбираа меѓу себе. Значи, во Германија се зборувало на словенски, не само на крајот, а тоа било 983 година. Значи, крајот на 10 век. Значи, зборуваме за крајот на 10 век. Меѓутоа, во историските, во многу извори, ќе сретнете дека германците до 17-тиот, до крајот на 17-тиот зборувале словенски. Како што зборувале пољаците, така зборувале германците. Значи, тоа е историски факт од кој нема бега и не може да се ослободат германците од тоа. Затоа ли Ташко Белчев најде во соработка со германските лингвисти илјадници словенски топоними из Германија? Да. Па видите што, кога се работи за топонимијата, науката е целата сложна. Дури и оние што се, значи, необјективни кон вистината, кон историската вистина, и тие личности пишуваат дека целата топонимија на европскиот, азискиот и африканскиот континент, дури и на американскиот континент, е чисто словенска. Од Индискиот океан до
Атлантскиот океан. Значи на запад е словенска топонимија. Затоа ние можеме да зборуваме, значи, со часови за топонимијата. Тоа е огромен материјал. Малце повеќе простор ќе оставиме кај на што има, наредната емисија, сега многу поведните работи. простор. Да. Мислам за топонимијата, за венетите, посебно за би нестарите разговарале жители за тоа. и движењето. Е... Значи, да, добро, повелете. Да. Повелете. И јас во оваа пригода, значи, би сакал да кажам, например, освен за германците, да кажам за русите, да кажам и за еден многу интересен, значи, историчар кој живеел во 7 век. Прво би кажал за може да се каже како летописец, историчар кој што правил своја хроника, ги регистрирал историските настани, тоа бил Хероним Русо кој живеел во 7 век. Во Централната Московска библиотека постои еден документ, заправо неговата хроника од разни историски настани кои се многу прецизно изработени и датирани, што значи дека бил човекот многу итар, многу паметен човек кој што многу лесно ги опишувал сите настани сватливо за тогашниот културен свет. Тој би го цитирал вака во оригинал како што тој го пишува таму. Вели вака. Некои го нарекува, некои вела дека тој бил по потекло германец, други го кажува дека бил русин, меѓутоа самото негово презиме кажува дека е русин. Во него пишува вака, пишува самиот тој, Јероним Русо, 7 век, вели вака. Ние, русите, московитите, сме потомци на древните македонци. Ние го зборуваме јазикот на современите македонци на Македонскиот полуостров, кои 300 години владееја со Египет. Тоа се неговите зборови. Запишани и тоа стои во Централната руска библиотека. Еден друг научник од истиот период на 7 век, Фредегар. Знаете што е пишува, тоа е многу интересно. Фредегар, кој некој го кажува дека бил французин, дека бил тоа германец, не е важно, тој бил венет. Значи, зашто венетите владееле со цела Европа? Цела Европа. Да. Ако земете постари мапи, ќе видите дека се Венета е. Ние имаме, например, само во Западна Европа 2800 топоними кои се викаат Венета. Сега тој е... Синонимот за Словенија. Да, Словенија. Современата наука, пелазгите кои се родени на Македонскиот полуостров, значи првите жители на овие простори, се наречени во современата, значи објективна наука. Тоа е веќе дефинирано во науката и потврдено. Се викаат пелазги протословени. И сега... Или прасловени. Фредегар. Поедноставно за гледачите. Фредегар и вели вака. Вие вика Гали, вие вика Келти, вие вика Бриги, и вие вика Германи, вика немојте да создавате вика нови јазици, туку вика продолжите вика да се зборувате на вашиот роден јазик, вика пелазгиот јазик. Тој вика ќе ви носи среќа во животот. Се друго што ќе правите ќе ви биде бадијала трошење во време. Тој така им пишува, зарад тоа што веќе почнала тие дијалекти да се менуваат и да добиваат сосема друга почнува влијањето на западната наука и политика, друга содржина, значи самиот тој јазик. За бегање од корените. Да. Значи Фредегар тврди дека германците имаат македонско потекло. Што значи затоа германците се избрзаа да ја измислат така наречената индоевропска теорија, која од современиот научен свет веќе, мислам, од подсовремениот научен свет, ја нарекоа академска будалаштина. Навистина, македонскиот елемент дошол до Западна Индија и македонскиот јазик,
кој се нарекува санскритски во таа земја и кој е службен јазик во Индија, значи имаме македонски, оригинален, службен јазик, ако го земете и го погледате тој јазик, значи ќе видите дека се тоа македонски зборови кои денес ги употребуваме во нашиот јазик. Значи тоа во еден дел од Индија, каде што има околу 25 јазици, меѓу нив е и тој санскритски јазик, кој што е чисто македонски јазик. Значи македонски зборови. Со сите архаизми, да. Мислам, користејќи го тоа, таква временска дистанца. Користејќи го тоа, германците измислија така наречената индоевропска теорија или академска будалаштина. Тоа е она што денес го окупира светот. Значи, Западот, сега западната наука, особено таа која што беше ориентирана да го прекројува светот, веќе не знае што да прави. Зашто артефактите кои излегуваат на површина од нивни кадри, веќе добиваат сосема друга дименсија. Зборуваат нешто друго? Ја не знам дали имаме време да укажам, например, за германската историја. Нема да биде само оваа емисија, зборувајте слободно, колку сметате дека е потребно. Например, кога зборуваме за германците, кои германците се носители на антимакедонизмот, значи не германскиот народ ја сакам да подличам. Секако. Туку раководните структури на Германија. Па замислете еден податок. Адолф Хитлер во септември 1944 година со таен акт наредува да се обнови Македонското царство. Што значи тоа? Дали тоа му бил некој стратешки, политички или било каков потек? Тоа не е познато. Меѓутоа тој сака да ја обнови македонската држава. Замислете. Тоа не го имаат предвид германците. Значи Хитлер совршено добро знаел историјата. Зашто во минатото, бидејќи тој потекнувал од Австрија, нели? Во минатото Австрија, Северна Италија, Шпанија, Швајцарија, не Шпанија, пардон, Швајцарија, делови од Германија, Полска, Чешка, се викала Република Венетија. Значи тоа постои. Со главен град Венеција, али ја викале во прво време, Венетија. Го носил името Венетија. Така и титливи Сега е ја запишал. модифициран во Венеција. Значи, фактите се познати, тие не може да се избришат. Тоа е една работа. И до денес ги нема Венетија. Да. Друго што треба македонскиот народ да го знае е тоа што Германија, значи раководството на Германија, пат ќе подличам. Раководните структури на Германија на крајот од 17-тиот век формира научен институт познат под името Германско-нордиска школа. Тој институт имаше задача да прекројува историјата. Значи да измислува севозможни хипотези кои би биле во полза на германскиот народ, за да може да се прослави себе си, да се представи себе си како самородна нација која нема никаква врска со никого. Над нација. Таа работеше на тој проект интензивно. Наивниот западен свет ги прифаќаше тие лажни хипотези и се пишуваа стотици и милиони томови книги со лаги. Го лажеа светот на основа на измислени приказни. Кога се работи за таа школа, морам да кажем дека таа школа прво го смени името на македонското средновековно царство. Тоа македонско средновековно царство ги бунеше многу германците, не знаеа како тоа да го представат, бидејќи да тие сакаа се што постои име кај што има Македона, македонски, македонец или македонци да се избриши. Тие не можеа што да направат за една династија која се викаше Македонска. Во тоа Македонско царство владееше 190 години. Значи се викаше Македонска династија. Во таа династија беше и овој Василий I македонски, Василий II македонски. Константин, значи, и сите цареви, замислете,
Тоа ја прекрстија, значи, во Византија, а тоа се случи, значи, од Хероним Волф, Германски научник. Германски научник, во 1557 година. Значи, равно 104 години по паѓањето на Константинопол под турците. Тој им го менува името. Да. Значи, го сменува името после толку. Тоа се викало Македонско царство. Македонското царство владеело со целиот Македонски полуостров и со цела западна Азија, вклучувајќи и делови од Северна Африка. А секаде во тоа кралство, значи во тоа царство македонско, каде со постоело етнонимот македонски, например Јован Македонски, Михаил Македонски, тие го прекрстуваат во Михаил Велики, Константин Велики, никако македонски. Значи, сето тоа го бришат, тоа го прават тие. Ја измислија Карпатската теорија, дека македонците дошле од зад Карпатите и дека тие се настаниле на Балкан, на Македонскиот полуостров, како дојденци од други територии. Значи, тоа нема апсолутно никаква вистина. Целта е само да се издигне грчката нација, која всушност не постои. Нито има грчки јазик, нито има грчко писмо, ни старо, ни ново, никако. Тоа се вика морејско или егејско писмо. Значи, и егејски или морејски јазик. Значи, тоа се работи кои што мора современата наука да ги избриши и да ги коригира, за да може, значи, вистината за Македонија и вистината воопште за светот да излезе на површина. Тие исто така, нивни автори од таа школа, практично германско-нордиска школа, во 1808 година, тој нивниот научник Цойле, 1808 година го преименува македонскиот полуостров во балкански. Сега и самиот збор Балкан е древномакедонски збор, што значи планински венец. Тоа добро е. Зарад тоа што и германците го потребувале како збор Балкан, бидејќи биле словени. Изнесовте докази дека мноштво од население во Германија, средниот век било... Значи, тој сепак му ставил македонско име на Балканот. Односно на македонскиот полуостров. Тие германците ја толерираат таа германско-нордиска школа, значи скоро 3 столетија. Во 1970 година, што е главниот институт, научен институт на Германија, и се обрати на владата на Германија и препорача подхитно да ја укине германско-нордиската школа, бидејќи германската наука ќе се компрометира. Со лаги. И, меѓутоа, германските власти не ги послушаа научниците. Се до 2012 година видоа дека ќе паднат на колена и тие со посебен акт ја укинаа таа германско-нордиска школа по втор силен притисок од тој научен институт. Значи, вие одигра улогата. Вие да уништите една научна институција која живеела 3 столетија, ви се молам. И да ја укинете таа. Значи, ако била таа исправна, немала да ја укинете. Самиот тој факт зборува дека германските раководни структури оделе кон тоа да прекројат историјата, да прикажат во сосема друго светло, само во полза на тоа да го издигнат, да издигнат Германија, но и Грција. И сега Грција е една, оние кои се разбира, кои ја познаваат доволно историјата, например, на Грција, знаат дека е таа колонија на Германија и дека Германија си ја има како свое европско галениче. Таа си ја финансира
средства финансиски и други економски така натаму, колку да може да обстои, бидејќи властите во Грција се покажаа сиве години наназад како неспособни да водат економија. И сега тука најголемата улога во заштитата на таа држава која Европа ја издигна вештачки, сега мора да одржуваат. Јас во ова пригода би сакала да кажам и за, например, бригите. Кои се тие бриги? Англичаните. Бригите се јавуваат на овие простори, на македонските простори. Бригите најстариот народ, според египјаните се движел, на светот. Да. Јас сакам само да подсетам дека од самите пелазги се развиени над 120 други етнички групи кои се еднородни и еднојазични. Во чија основа е венецкиот јазик? јазик? Да. Кој е венецкиот јазик и античкиот јазик. Не е оној антички што го викаат антички период, него анти. Постоела племенска група анти и венети. Тие се веднаш после кои се одвоиле од пелазгите. Значи тој се. Меѓутоа од истиот род, од иста јазична група. Антите населиле Источна Европа, а венетите Централна и Западна Европа. Сега сакам да кажам за тие бригите. Бригите тоа се англичаните. Според Псаматих, египетскиот фараон, најстариот народ на светот. Да. Да кажеме и најстарото македонско племе. Еден англиски историчар во 50-тите години од минатиот век, во едно научно списание објавува една научна студија, се вика Ричард Харден. И тој напиша една студија во која што вели: ние, вика, англичаните, нашата култура почива на културата на балканските народи, на словените. Ние, вика, потекнуваме од нивните бриги. Затоа го носиме името Британија. Тоа предизвикало шок во науката во Англија. И не знаеле како да се нафрлат на тој научник. Со севозможни, зборови кои што го навредиле човекот до тој степен што морал да напушти Англија. И отишол и продолжи да работи во Делхи во Индија, како професор. Најгрлат во целата таа антинаучна теорија што ја протежирал самиот овој англиски научник е една од најпознатите археолози во Англија, Хевкас и мажот е Христофер Хефас. Тие двајца се најпознати археолози во англиската наука и познати научници и истражувачи. Тие двајца биле најгрлати противници против него. Добро, си заминал човекот што си заминал. Поминале 10 години. Ја заголицало господја Хофес и зела да оди по трагите негови, ама и пошироко. И ги студирала неговите истражувања, ама и широко, и така, и дошла до истиот заклучок. И вика, јас се јавува во списание, истото списание. Јас морам, вика, длабоко да се извина пред господинот, вика Карден, што направив голем грев кон него, она што го кажа стои како основа, вика, за нашата култура, вика, дека лежи исклучиво на словенскиот елемент на Балканот. И тогаш се крева целиот научен свет во Англија и врши притисок врз владата. Дајте човекот да се врати назад, бидејќи навистина ја кажал вистината. Меѓутоа тој рекол: јас сум длабоко навреден, благодарам за тоа што вие веќе свативте дека тоа што сум го кажал е вистина, така што
овој случај останува забележан во англиската историја и тие веќе не прават никакви например проблеми околу тоа за докажување од каде се нивното потекло, значи не сакаат длабоко да не влегуваат во таа проблематика. Зашто корените водат Зашто навака? корените веќе се познати. Па замислите. Шкотска е првобитно го носела името Скитија. Ние имаме, например, во 20-тиот, меѓу 20-тиот и 17-тиот милениум, пред новата ера, имаме општествена заедница, како држава, Скитија која ги зафаќала, значи делови од источна Полска, Украина, Русија, Белорусија, делови од Кина, потоа од Пакистан, Афганистан, дури и долу од Сирија, која се викало Скитија. Во некои извори ќе го сретнете тоа име како Зата Македонија. Значи таа територија била населена исклучиво со скити. А чии се тие скити? Тие се македонски. Па, во првата библиска книга Македонија е Китим, народот Кити. Во Мала Азија живеат Хити, а од Црно море до Балтик Скити. Кити, Хити, Скити. Што зборува етимологијата? Значи, скити, тоа се подразбира. Значи, а Херакле запишал, ќе ми простите, дека скитите се нарекуваат по скит, потомокот на Херакле, а и ние сме Хераклиди, нели? Династијата македонска е Хераклиди, на кој припаѓаше и славниот Александар Македонски. Што значи, тоа врската. Треба да се потврди, значи, тоа е една голема потврда дека Скитија била формирана, односно дека на тие простори живеело древно македонско население, каде што имаме бројни артефакти кои сега работам на таа проблематика. Бројни артефакти со кои го докажуваме дека на тие простори живеел македонскиот елемент. Значи македонскиот јазик и македонското писмо како најблагородни цивилизацијски вредности во историјата на човековиот род. Значи, освен таа Скитија, имаме Скитија во северозападна Африка. Скитија ги опфаќала, например, Судан, Мали и некои други територии од Нигерија, мислам северна Нигерија, така што фаќала еден огромен простор која била населена исклучиво со скити од Македонскиот полуостров. Скитија подоцна е именувана и Шкотска. Меѓутоа подоцна тоа име е модифицирано, значи од Скитија во Шкотија. Ви и бројни артефакти и бројни докази од западни автори во своите. Да, тука има се. Значи нема ништо лага овде. Овде кај се е праено врз аргументи. Кај оваа моја литература, мислам, во историска литература. Овде ги нема зборовите, се мисли, се претпоставува, може би, нема тоа. Како што пише или било или не било. Нашава. Да. Ама тоа што било мора да се да каже аргументирано, со факти. Да. И ова што се прави сега во Македонија е голем грев за македонската нација и држава. Ние правиме голем грев спрема македонската првобитна цивилизација на овие простори, која, например, Александар Трети Македонски се борел, значи, западната историографија за да му го смени за да му го смени неговиот идентитет, го нарекува Александар Велики. Значи, видите до која крајност се оди. Александар Трети Македонски, како што пишува западната историографија, ја често пати во моите трудови ја нарекувам псевдо и квази наука. Значи, лажна наука. Таа наука го нарече Александар Велики и дека Александар Велики всушност отишел да го освојува светот. Не е точно. Александар Македонски, Трети Македонски, Филип прво се носел со таква идеја, но Филип бил убиен, нели?
И затоа продолжил неговиот син. Александар III Македонски не отишол да го освојува светот. Туку отишол да го обедини на македонскиот народ населен на тие простори. И сега, многу важен аргумент е тој што Александар Македонски на враќање од Индија им рекол на своите воени команданти, им рекол сега извесен период ќе се одморите и тргнуваме во нова маршрута кон Западна Европа да го обединиме и тој македонски народ. За жал, тој заболува и починува. За жал времето, да? Само да кажам уште два збора. Ова што ние сега го зборуваме овде, од страна на тврдокорните негатори на историјата на македонскиот народ и пред се на оние кои што се алергични на името Македонија и македонскиот народ, веројатно ќе помислат дека ние зборуваме од аспект на романтизам или на пристрасност. Псевдонаука, паранаука. Ние зборуваме со аргументи овде. И ќе би се срамеле утре ако некој излезе со против аргументи. Јас би сакал некој да излезе со против аргументи да каже дека не сум во право. Ама тој многу ќе се излаже ако го направи тој чекор. Многу работи се измеле во ова студио, во оваа емисија, меѓутоа за сега немаме научен одговор. Може би некоја со зајадливи досетки, меѓутоа никој не се ове. Мораме да завршуваме емисијата. Само уште 2-3 минути ќе одземам да го потврдам она вие што го зборувате за бригите. Маргарита Китар Ивановска донесе една книга од Сорбона, Историја на Мала Бретања од автор Мане. Да. Од пред 190 години, во која тој тврди дека жителите на Мала Британија се потомци на бригите од Македонија. Значи, ова што го зборувавте за Зета Македонија, името Македонија, го спомнува и професор доктор Ташко Белчев, Вангел Божиновски, Васил Илјов. Значи, има повеќе луѓе кои се обидуваат да дојдат до вистината и тоа е добро да се шири. И најголема потврда дека македонскиот елемент бил распространет на сите страни и основа на сите јазици, дека е прајазикот, ќе замолам режијата да завршиме емисијата со еден извадок од Google Translate. Само една минута трае и идеме на завршните зборови. За гледачите на телевизија Сонце ќе отвориме Google Translate и ќе направиме превод од англиски на хинду јазик. Светот на мајката, што би значило светот на Божјата мајка од англиски, или Word of Mother на хинду. И да би ги замолил гледачите да бидат внимателни и да чујат тонската снимка која што ќе ја добијат од својот компјутер. Добро би било да се чуе. Ова може секој сам, за да се увери дека е тоа така, да отвори Google Translate, Words of Mother, превод на хинди. World of Mother. Makedonia. 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 Еве дока, драги гледачи, од тука до Индија луѓето знаеле кој е светот на мајката. Да. Која е земја мајка. Да. Меѓутоа, за тоа, повеќе во наредната емисија, многу брзо ни истече времето. Не ми дадовте можност ништо да потпрашам, ама многу сум ви благодарен. Бевте исцрпен. Благодарам и на вас исто така. Мислам дека за вовет е доволно.
Благодарам и на гледачите на укажаното внимание. Гледајте ги репризите четврток по 16 часот, недела 9 часот наутро со нови содржини, повторно со господинот Петар Поповски, наредниот вторник во 18:30. Благодарам уште еднаш и останите со програмите на телевизија Сонце.